ја споделам првата страна на она што ние денеска ќе го работиме. Ајде да видиме се овдека. Како и да е, уште еднашка, значи, благодарам Марија на прекрасната најава, благодарам на Зон учител за поканата за вечерва еве да присуствувам, односно да бидам ваш говорник на овој вебинар. Искрено, вообичаено, јас сум во позадината на вебинарите, сега еве да се најдам и во оваа улога, така што ова е, да речеме, и не е ново, ама да речеме едно подсетување на искуство од тебе, да речеме, одржањето на онлайн наставата, така што убаво е да се биде присутен, особено како што гледам веќе 312, 314 присутни на овој вебинар. Ви благодарам на сите за присуството. Јас велам за себе дека сум креативна, инвентивна, иноватор, но пред се активен слушател, многу читам и едноставно сакам да го споделувам она што го имам стекнато како знаење и потврдено со искуство во мојот работен век. Така што и едно од мотото е дека секогаш може да се научи од некого нешто, од некого, да речеме, може да се научи како треба, а од некого како не треба. Се надевам дека вечерва ќе успеам да споделам со информации со вас кои што можеби не дека не сте ги знаеле, можеби ќе ви и ги оформат мислите и сознанијата што сте ги имале на темава, а можеби ќе ви покажам и нешто и како не треба, така што јас сум отворена секој пат за критика, секако за конструктивна критика, така што еве да го започнеме. Зошто компетентни наставници кои што градат едни лидери и сонувачи? Па ова е наслов кој што произлезе од една бура на идеи со Зонките на еден неформален состан, ќе речам, каде што рековме денеска е Светскиот ден на детето, но за да биде детето среќно и да биде успешно и да се развива да се развиваат во едни лидери, сонувачи и одговорни граѓани во едно општество, секако дека процесот на образование мора да уфати компетентни наставници. Од тука произлезе и нашиот наслов за вечерашниот вебинар, на кој што ќе разговараме малку повеќе за тоа како да ги застекнеме тие сите компетенции кои што не прават компетентни наставници, нормално со крајна цел да креираме идни лидери. Но морам да кажам дека на почеток, јас сум малку болна, така што се извинувам, колку од време на време закашлувам. Знаете како, ученици има некакви правила на однесување со учениците, па така да речеме дека и денес имаме некакви правила на однесување кои што навистина ќе ве замолам да ги почитувате. Марија веќе спомна дел од нив, ама еве и јас ќе ги кажам, значи микрофоните да не бидат исклучени, прашањата можете секогаш да ги поставувате во четот, доколку во случајот имате технички за следење на вебинарот, напишете повторно во четот, може тоа само кај вас да се случува, да не е кај сите, во интерес нели на времето и на текот на самиот вебинар да не се прекинуваме. Секако дека во секое време можете да ги користите емотиконите со кои што ќе ги изразите вашите емоции во однос на содржините кои што ќе ги презентираме вечер. Па во интерес на времето да се започнеме официјално. Јас искрено се размислував на кој начин, како да почнам и се велам, па зошто се тука наставниците и што е нивна работа и што тие представуваат за своите ученици, особено затоа што денеска е Светскиот ден на детето, и извадив неколку искази на за мене многу драгите едуино амбасадори, морам да кажам, и ова е некаков сублимат од нивни искази, како што представуваат тие за своите ученици. Така што баш би сакала еве да ги прочитам, значи и за навидум невозможното има решение, значи наставниците и за тоа секој пат имаат решение, тие се креатори на трајни вредности, тие се градители на иднината, тие лесно се освоени од секое детско срце,
тие се другари на учениците што имаат поголемо знаење од учениците, тие се иноватори, креативци, активни слушатели на детските потреби, иноватори и така натаму. Значи, јас би рекла дури и предприемачи, заради тоа што јас знам дека самите наставници организираат многу и продажни изложби во училиштето, а потоа истите средства се користат и се наменети токму за користење на потребите на училиштето, а секако потребите на учениците. И се ова е нели она како изгледа од страна и што се всушност наставниците и како наставниците изгледаат во очите на сопствените ученици. Но секако дека она што секоја работна позиција носи, така и работната позиција на наставниците носи различни обврски. Дека се извадени од членот 14 со Законот за наставници и стручни соработници, обврските, генералните, ќе речам, обврски на наставниците, кои што се офатени, но секогаш дека е таа последната врши и други работи определени со годишната програма за работа на училиштето, значи не дека ова е сублимат, секогаш постои нешто повеќе. Но она што е тема на вечерашниот вебинар и за она што ќе разговараме е токму дел од овој член, а тоа е планирање и реализација на професионалниот развој. Така што со тоа официјално ја започнувам, нели, започнувам содржините на овој вебинар. Што представува професионалниот развој? Како цитат од Законот за наставници и стручни соработници, опфатен во членот 25, вели: наставниците во текот на својата работа се должни континуирано професионално да се усовршуваат. Јас апсолутно целосно се согласувам со оваа теза од едноставна причина затоа што професионалниот развој му овозможува на наставникот пред се, ајде да речам вака, од лично искуство да се чувствува подготвен и да се чувствува успешен и да се чувствува задоволен. Тргнувајќи од сите оние ситуации и целата околина и се оно што се случува во животот на еден наставник, сметам дека најубавиот збор што може да го добие тоа е повратната информација од ученик кога ќе биде задоволен од тоа што наставникот му го пренел. Јас искрено до ден денеска не можам да се заборавам една ученичка која што после 5 години од кога заврши во основното училиште, ја сретнав и ми рече наставничке тоа што вие мене ме научивте, тоа ми остана до ден денеска. Така што навистина таа повратна информација, таа ученичка до ден денеска мене многу ми значи. Пред да продолжам понатаму нешто изумев да кажам, така што сега ќе се надоврзам, како активен слушател и како читател кој што сака да следи се оно што е тековно, овој содржините вебинар не ги гледам како, не ги представувам како некој експерт. Навистина не се ни чувствувам како тако. Едноставно се чувствувам како некој кој што има искуство, кој што сака да го сподели своето искуство. Со она што вие го чуете и што ќе го добиете како информација се провлекува низ различни документи кои што се јавно достапни, за Марија ќе ви споделува линкови или Наташа сега кој да е. Така што вие ќе дефинитивно ќе можете и ова сами да го прочитате. Мојата задача вечерва е само да ви дадам насоки од оно што ја го знам. Секако дека тука стоиме и отворени за соработка да дополните доколку нешто е пропуштено или не е кажано. Секако дека во овој вебинари не може се да биде кажано. Кратко е времето, за ова ние зборувавме со зона учители дека може многу да се зборува за професионалниот развој, но како и да јас ќе се обидам во еден сублимат да ги офатам сите оние елементи, особено она што произлезе од анкетата која што ја споделија учител со сите вас. Така што се вратиме на професионалниот развој. Зошто? Значи, во однос на анкетата имаше различни одговори, каде што наставниците имаше и одговори такви каде што велеа што е професионален развој, зошто треба, например, изготвување на личен план за професионален развој и така натаму. Но јас пред себе рекла, постигнување на лични цели. Јас секој пат лично така го доживувам дека мене чувството ми е поубаво кога јас можам да научам нешто ново. Дали тоа нешто ново ќе го научам на вебинар, на некоја обука, дали тоа ќе го научам преку некој разговор со мој колега или на било кој друг поинаков начин кога ќе добијам некоја информација која што ќе го подобри моето
работење, го сметам за професионален развој. Секако дека во случајот кога се работи за наставниците, тоа значи подобрување на квалитетот на наставата, затоа што тоа што ќе го слушнеме, тоа што ќе го научиме, ако го примениме во рамките на нашата училница, секој пат ќе можеме да го подобриме и самиот квалитет на наставата. Тоа повлекува и подобрување на успехот и на самите ученици, кои што ќе бидат позадоволни, ќе бидат поуспешни, со тоа се позадоволни самите родители и така натаму, зашто тоа е баш еден ланец на задоволство, кој што на крај резултира во креирање на една безбедна и поддржувачка средина за сите, каде што сите ќе бидат задоволни, сите ќе бидат среќни и исполнети. Така што тоа е една, да речеме, од една страна што е битен професионалниот развој. Професионалниот развој на наставниците е апсолутно важен и за самите институции. И заради тоа што сите се стремиме кон еден подобар образовен систем. Со тоа што наставниците, особено да речеме оделинските наставници, се оние кои што го кршат мразот во почетокот на формално образование, така што навистина морам да ве пофалам сите оделински наставници дека навистина сте креативни. Јас како предметен наставник кој што влегуваше во оделинска настава, навистина имав позитивно искуство со моите колеги оделинци. Морам да бидам искрена дека предметните наставници не се толку, сега не дека нема исклучоци секако, но не се толку ажурни и амбициозни како вас оделинските наставници, така што еве да речеме една огромна пофалба за сите оделински наставници генерално. И сега тука вака од прилика ставаме едно време за интервенција секој пат. Зашто? Затоа што секој пат моето размислување е тоа дека секој пат треба да се поврзе знаењето со нешто што е секојдневие и оно што ние како би си го доживеале. Па замислете вака, имате потреба, има некој доктор кој што едноставно не сака да следи, не сака да учи или не сака да практикува нови неинвазивни методи на третирање на пациентите. Тоа едноставно е научена методата која што се работи, која што е болна, но едноставно тоа е безбедна зона, сигурна зона за тој доктор и тој си вели нема потреба ја да научам нешто ново. Така што тој не ги следи новите методи, не ги учи, не практикува. И јас тука сама би себе би си го поставила прашањето. Би сакале ли да бидете пациент на овој доктор? Или пак, ајде и вака некое дополнување. Замислете доктор кој што е 2 години под пензија и вели јас не сакам да оперирам пациенти, а тој е единствениот доктор кој што може да ги прави тие операции, ама тој не сака да оперира затоа што е 2 години пред пензија. Јас баш сакам да се замислиме за овие примери, затоа што истите примери можеби ги наоѓаме и меѓу нас, иако можеби не ја работиме професијата доктори, работиме по инаква професија, но да се запрашаме дали и ние, кога не би стекнувале нови методи, техники за практикување на нов начин на држење на наставата, па дали ќе бидеме посакувани од страна на нашите ученици. Па тука да се вратиме назад на оно што значи професионален развој. Во законот за наставници и стручни соработници, кој што се надевам дека ќе ви биде споделен на чатот, вели за сопственото стручно усовршување наставникот прави личен план за професионален развој за секоја учебна година врз основа на самоеволуцијата во однос на професионалните компетенции, резултатите од интегралната евалуација и извештаите од посети на директорот на училиштето, советници од бирото, центарот и државниот просветен инспекторат. Значи, во однос на професионалниот развој, морам да кажам дека тоа е дефинитивно објаснет во рамките на законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование. Така што, кога би влегли малку подетално, би ги прочитали, јас не можам да ги офатам тука сите членови кои што се занимаваат со тоа, ќе видите дека на вистина тука има еден член кој што вели дека секој наставник во рамки од 3 години треба да помине 60 часа професионално усовршување. Тоа значи дека треба да пројде обуки во 3 години од 6 часа. Но таму има и некакви поделби, каде што вели дека 40 од тие часови треба да бидат обезбедени од едни, 20 часови обезбедени од други, но секако тоа не мора да влијае на нашите желби за развој за професионален развој. Зошто? Затоа што
Тоа се стратегии кои што ги представуваат Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, и тоа се стратегии кои што апсолутно се потребни и се на државно ниво, на национално ниво, и тие се потребни секој наставник да ги знае. Но од друга страна, повторно ќе кажам, начинот на следењето на тие обуки, бидејќи тие обуки се со физичко присуство, не е возможно едноставно ниту Министерството за образование, па ниту Бирото за развој на образованието да овозможи обука за сите наставници комплет. Затоа е многу важно во професионален развој, во професионалниот развој, во рамките на училиштето да функционира и хоризонталното учење, односно дисеминацијата на стекнатите знаења од страна на наставниците кои што ги посетиле обуките. Така што сметам лично дека секој оној наставник кој што посетил некаква обука, која што е акредитирана од страна на Министерството за образование или пак и наука, или пак Бирото за образование, така треба да ја дисеминира обуката во рамките на своето училиште, на останатите наставници или пак во рамките на стручниот актив, во зависност од самата содржина на обуката. Од тука доаѓаме и од она што веќе го кажавме, дека секој наставник има задолжение да изготви личен план за професионален развој. И сега, личниот план за професионален развој, морам да кажам, тука се надевам дека ќе успееме да го споделиме линковски. Правилникот за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средни училишта, значи да, така е, има правилник за ова. И тој правилник ги содржи конкретно овие 3 шаблони што сега во моментот ги гледате. Значи, личниот план за професионален развој не е само еден документ, тоа е жив документ, тоа е развоен документ, кој што се всушност пополнува, сите 3 образци се пополнуваат, односно вториот образец конкретно се пополнува во текот на целата учебна година. Што значи дека првиот образец, каде што е планирањето всушност, се пополнува и тој треба да се поднесе најдоцна до 10 септември и тој треба да влезе во годишната програма за работа на училиштето. Зошто и на кој начин? Па вашиот план лично не влегува во годишната програма, но тој вашиот план директно учествува во изготвувањето на планот на тимот за професионален развој, каде што училиштето всушност ги селектира приоритетите и приоритетните подрачја за професионален развој на наставниците од тоа училиште. Така што, всушност, директно со креирањето на нашиот план за планирањето за личен план за професионален развој, всушност директно делуваме на некој начин на приоритетите на ниво на училиште. Но тука не застанува сето тоа. Сите програми за работа на училиштето продолжуваат понатаму и се испраќаат до релевантните институции, значи до Бирото за развој на образованието и МОН, и таму меѓу другото се прават други стратегии, други приоритети на национално ниво, односно врз основа на сите планови за професионален развој дадени од страна на училиштето се изготвуваат поинакви критериуми, односно се даваат различни приоритети и се изготвува таа листа на обуки кои што се нудат понатаму на наставниците. Така што многу е важно, значи, овие планови, ова планирање да биде квалитетно и добро изготвено, за да може понатаму да се даде квалитетна и ефективна информација до училиштето, а секако и до институциите. И тоа е само првиот документ. Вториот документ, што овдека можете да го видите, тоа е всушност реализацијата на личниот план за професионален развој, и тој документ се пополнува во текот на целата учебна година, односно тековно, онака како што се реализира она што е испланирано во првиот документ. И истиот треба да се предаде најдоцна до 30 јуни, кој што истиот пак влегува во извештајот на тимот за професионален развој, кој што влегува пак во годишниот извештај за работа на училиштето и повторно таа се поделува или понатаму до Министерството за образование и до МОН и ДБР, и понатаму тие повторно ги анализираат сите тие се она што е, значи,
реализирано и повторно ги ревидираат приоритетите на листите за обуките кои што се понудени на наставниците. Третиот документ всушност е она што всушност го креира тимот за тимот за професионален развој и што влегува всушност во годишниот извештај за работа на училиштето, кој го пополнува тимот врз основа на она што вие ќе го дадете во вториот документ, односно во реализацијата на вашиот план. Но сега вака ова е нели накусо како све тоа изгледа, но ние ќе тргнеме еден чекор по чекор и да видиме како сето тоа да го направиме за да биде се тоа ефективно и квалитетно. Она што морам да посочам дека квалитетот на на планирањето на пополнувањето на првиот документ генерално можеме да го заклучиме дури на крајот на учебната година, кога ќе видиме реализацијата, но како и да е, секој пат треба да се потрудиме максимално што е можно подобро да го пополниме и да го испланираме она што планираме да го реализираме во текот на учебната година врз основа поврзано секако со нашиот професионален развој. Така што сега ќе преидам на наредниот слайд, само малку. Еве го. Значи еве го првиот документ, првиот она што го велиме планирањето, кое што генерално е составено нели од податоци прво што треба да ги внесете и мислам дека тука нема потреба да се дообјаснуваме, но она на кое што би застанало и како прво би го објаснила, тоа се компетенциите. Значи во планот, во личниот план за професионален развој, врз основа нели на законот за наставници и стручни соработници, потребно е да внесете најмногу 3 компетенции, кои што би ги реализирале компетенции нели за подобрување на наставниците и стручните соработници и кои што би ги реализирале во текот на една учебна година. Што значи дека овие компетенции навистина треба да бидат приоритетни, треба да ги извлечеме како еден вид на нешто што навистина ни е потребно и кој што ќе можеме да го секако да го изреализираме. Но повторно да видиме вака една интервенција да направиме. Замислете, сте дале домашна задача на учениците и наредниот ден имате 6 ученици кои што самостојно ја напишале домашната задача, имате 8 ученици што ја препишале домашната задача, имате како ќе му дојде ова 5 ученици кои што самостојно ја напишале задачата, но не ја разбрале, и имате 3 ученици што не ја напишале задачата. Секако дека би ги прашале овие ученици зошто не ја напишале задачата или зошто препишале или зошто ни вела дека не им е јасно, но секако пристапот кон сите би не бил различен, заради тоа што не можеме да тргнеме од тоа дека тие не разбираат, или пак не се ни потрудиле можеби да разберат, а можеби и навистина нешто им е нејасно во домашната задача, но се срамеле да прашаат. Така што секако дека пристапот кон нашите ученици во однос на домашната задача е секој да прашаме зошто не е завршена онака како што била потребна, односно зошто била препишана, зошто не била јасна, доколку е погрешно напишана или зошто воопшто не е напишана. Така што моите интервенции се чисто за да се обидеме да се пронајдеме и да видиме како ние се однесуваме кон нашите ученици, па да се обидеме дали можеме и ние да се однесуваме самите така кон себе. Па да почнеме. Повторно ќе се вратиме на компетенциите. Значи, компетенциите се оние кои што се клучни за ние да ги разгледуваме. Но за да знаеме што да напишеме во нашиот план, кој што сакаме да го реализираме во текот на годината, мораме да знаеме кои се оние компетенции кои што еден наставник треба да ги поседува. Од тука, прво да се навратиме, да видиме како го правиме тоа и од каде ќе ги земеме сите документи. Во законот за наставници и стручни соработници вели дека дека личниот план за професионален развој наставникот го прави врз основа на самоевалуацијата во однос на професионалните компетенции, резултатите од интегралната евалуација и извештаите од посети на директорот на училиштето, советници од бирото, центарот и државниот просветен инспекторат. Сега не она што вечерва ние ќе го гледаме, е всушност само евалуацијата во однос на професионалните компетенции. Зошто? Затоа што се она другото, што е тука исто така наведено во овој член од закон,
е нешто кое што може да се дополни во личниот план за професионален развој, така што оставам тоа сами да го направите и да го истражите на кој начин. Од тука произлегува дека, како што веќе кажавме, дека е потребно да ги знаеме компетенциите за секој наставник. По тука ќе ги замолам Наташа или Марија да го споделат линкот за правилникот за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја. Сигурна сум дека веќе знаете, заради тоа што од самиот прашалник видов, дека веќе знаете дека постојат повеќе подрачја, односно во принцип се дадени 6 главни подрачја кои што во себе имаат и други подподрачја. Кои се тие 6 главни подрачја? Главните 6 подрачја се знаење за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем, учење и поучување, создавање на стимулативна средина за учење, социјална и образовна инклузија, комуникација и соработка со семејството и заедницата, професионален развој и професионална соработка. Вака кога ќе ги видиме на изглед, првото нешто што ми паѓа на памет, јас све ова го знам. Сега да треба да бидам супер и немам што да се обучувам. Нема потреба за мој професионален развој. Но да се навратиме на нешто на почетокот го кажавме. Значи, секој пат има нешто ново, секој пат има нешто што може да се сподели. Во најмала рака можеби некоја креативна идеја, како нештото да се научи, па да не правиме муабет дека цело време се вадат нови правилници, доаѓа до промени на закони, доаѓа до креирање на нови документи и нови документи кои што се потребни да ги имаме како некој доказ или како нешто што ќе даде во прилог во годишната програма за работа на училиштето или во самиот извештај за работа на училиштето, така што сметам дека секој пат има нешто ново. На крајот на денот времето се менува, ако размислиме какви ние ученици сме биле и на кој начин ние сме учеле и какви ученици денеска имаме, на кој начин тие ги примаат содржините што треба да ги научат, веднаш ќе заклучиме дека начинот не е ист. Така што значи ние мораме да се развиваме и верувам дека во секоја од овие области може да се најде некаква причина и некаков степен на подобрување. Но да видиме дали сме биле во право кога вака на изглед на почеток, на прв поглед сме рекле во ред, ова сега знаеме. Морам да кажам дека во рамките на професионалните компетенции секоја подрачје, покрај тоа што е поделено по подрачја, индикаторите во подрачјето се поделени на професионални знаења и разбирања и професионални способности и вештини. Што значи ова? Значи дека поделени се во однос на тоа што е како стегнато знаење и што е она што е како применето знаење. Многу често, морам да бидам искрена, во последно време, последните неколку години, наставниците едноставно само се обидуваат да добијат сертификат. Зашто? Затоа што тие сметаат дека сертификатите кога ги приложат во училиштето, дека тие всушност се образложение за нивниот професионален развој и надградување на професионалните компетенции. Јас морам да бидам искрена, особено заради тоа што сум учествувала како дел од раководната служба во училиштето, во кој што работев, во изготвување на извештаите за работата на училиштето и годишните планови за работењето на училиштето, морам да бидам искрена дека секој пат дека тука во рамките на стекнатите компетенции на наставниците не се земале само извештаите. Тука се зема и мислењето на стручните соработници, тука се зема мислењето на стручниот актив и тука се зема мислењето на директорот. Вие можете да приложите не знам колку сертификати, но доколку тоа што сте го научиле не ви е применето во рамките на наставата и нема ефект, односно немате подобри резултати кај учениците, немате подобра настава и се оно што на почетокот го кажав како цел зошто е потребен професионален развој на наставниците, во тој случај сметаме дека во суштина немал ефект оно што вие сте го поминале како обука. Зошто? Затоа што тоа вие сте го научиле, но сте го научиле за себе. Ниту сте го споделиле со колегите, ниту сте го премениле на наставата да видите дали е воопшто применливо, дали е применливо можеби во ваши услови, што сепак дел од работите што можеби ќе ги слушнеме на тие обуки кои што ги следиме или вебинари, едноставно е неприменливо во нашите средини. Сепак сите училишта работат на различни
во различни средини и со различни услови и со различни деца. Јас многу често сакам да зборувам и да го коментирам моментот на две работи што вообичаено ги следам и што многу ми се однака побудуваат прашалници кај мене, затоа што не размислувам на ист начин, очигледно како и тие наставници, и кога ќе прочитам по тие групите за наставниците, каде што, например, некој наставник бара Иоб. И, например, дали можете да ми дадете Иоб за 4-то оделение? Како може да бара Иоб за предметот македонски? Како може да бара Иоб за 4-то оделение по предметот македонски, кога Иоб самиот по себе значи индивидуален образовен план. Ако е индивидуален, важи само за одредена индивидуа. Сега, да се бара темплет за Иоб е една работа, ама да се бара пополнет Иоб за предметот македонски јазик во 4-то оделение, баш навистина не знам како тоа никој ќе го изведе. Дали се собира документацијата само за да се приложи дека се има, и дали сме свесни дека тој Иоб што треба да биде изработен за тој ученик, прво пред него треба да следи треба да биде следење на ученикот за да се види што тој може, што не може, значи дијагностицирање, па потоа изработката на Иобот, подразбира и вклучување на дефектолог, вклучување на родителот, а на крајот и подпис од самиот родител за да тој биде прифатен или не. Така што, ако мене ми го даде некој колега од друго училиште, па не мора ни од друго училиште, доволно е друга паралелка, прашањето е дали тој ќе биде релевантен и применлив за ученикот за кој што јас сакам да биде изработен. Така што, или па еве ќе тргнам можеби малце по нешто генерално. Дневните подготовки, сценарија, краткорочни планирање или како сакате наречете ги. Јас навистина морам да бидам искрена дека сум прочитала многу такви, но никогаш не сум искористила туѓа од едноставна причина затоа што ниту јас сум чувствувала пријатно да го користам туѓо вложениот труд за време на мојот час, ниту па секој пат моите ученици можеле да го изреализираат она што некој друго испланирал, затоа што јас најдобро си ги познавам моите ученици и јас најдобро можам да испланирам кои активности можам да ги реализирам и на каков начин, за тие да ги стекнат сите оние знаења и вештини кои што се потребни. Сега, да, знам, разбирам, многу често тие дневни подготовки или сценарии или како сакате наречите ги, се користат за да чисто ја имаме документацијата, а ние си го тераме часот поинаку, па јас повторно ќе речам, тогаш каде се професионалните компетенции, каде е примената на стекнатото знаење. Ако ние само се заскриваме за ничи туѓ труд, тогаш и што не сме направили и немаме едноставно професионален развој. Тогаш нашите директори, тогаш стручните соработници и раководството, тогаш Бирото за развој и МОН едноставно прави ранг листа на понудени обуки кои што ние можеби сметаме дека сме ги реализирали и ги применуваме секојдневно во наставата, но она што резултатите на теренот го кажува е дека во суштина можеби и не се применуваат. И затоа понекогаш мислењата се разединуваат, се разликуваат и понекогаш можеби и ние се чувствуваме незадоволно од она што нели ни се нуди. Па повторно да речеме една интервенција. Еве вака. Сите вие горе-доле се надевам дека, а знам дека тоа го правите, вие оделенците сте многу поефикасни во тој дел, спроведувате нели едно самооценување. Сте поминали одредена содржина со учениците дале одговор, вие сте ги оцениле, онака како што сте оцениле, но барате сега од нив, нели, самите да се оценат. И сега во случајов, оно што е приложено е дека 5 ученици реално се оцениле. 6 ученици кажале што посакуваат, но повторно реално се оцениле. 10 ученици нереално се оцениле. А пак 8 ученици едноставно кажале не знам, односно не умеат да се оценат. И сега повторно кој е пристапот? Како ќе ги гледаме овие работи? На кој начин ќе им пристапиме во самооценување? Ние сите се обидуваме нашите ученици да ги направиме самокритични. Секако дека мораме да им ги кажеме прво целите што требале да ги постигнат, да се самооценат. Најверојатно овие што не знаат да се самооценат, најверојатно не ги разбрале целите. Тие можеби ги постигнале, но најверојатно не ги разбрале. Овие што нереално се оцениле, тие без разлика, тие може и ги разбрале, но едноставно посакуваат нешто поинаку или едноставно сакаат да бидат
нешто повеќе од оно што реално постигнале. Едноставно не сакаат самите да бидат самокритични кон себе. Овие што посакуваат, но сепак реално се оцениле и што реално се оцениле, тие ќе речеме дека можеби да продолжиме да работиме на ист начин со нив. И сега, ако ние ги учиме нашите ученици да бидат самокритични, да бидат реални, да ги знаат целите, да знаат што треба да научат и да знаат што треба да планираат и што да посакуваат, тогаш зошто истото не си го примениме самите на себе? Што е самоевалуацијата? Односно самоевалуација на професионалните компетенции. Самоевалуација или самопроценка предпоставува поставување суштински прашања и давање искрени одговори во врска со сопствените професионални знаења, разбирања и практики. Ова е многу важно последново, затоа што ние генерално се врзуваме само со знаење и разбирање, ама практиките никако кода не ги применуваме толку многу. Ова е, или пак запрашајте се, ова е извадок, цитат, од прирачникот за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта од 2016 година. Овој прирачник, меѓу другото, содржи и во прилозите содржи и прилог кој што како изгледа самоевалуацијата со оценки од 1 до 4, но морам да посочам дека професионалните компетенции кои што се наведени во овој приречник се надградени со правилникот за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја што претходно го споменав. Што значи дека овој приречник не ги содржи сите компетенции, но начинот, самиот приречник нуди два начина на самоевалуација, кои што можете буквално да го прочитате, значи тоа се начините на кои што можете да се самоевалуирате и да процените кои се оние компетенции кои што ви недостасуваат, односно не би рекла дека ни недостасуваат, туку можеме да ги надградиме. Што сум сигурна дека сите ги поседуваме во најмала рака основните нивоа. Па еве да земеме еден пример. Како можеме да му пристапиме на ова? Еве ќе го разгледуваме подрачјето знаење на наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем. Некако од сите оние самоевалуации што јас лично ги имам видено од моите колеги, а искрено да ви кажам и првото ми се чини што ја го изработив, некако вдека без разлика за кое подрачје се работи, секаде имавме четврти. Затоа што секако овој правилни, во законско решение за професионален развој влезено уште од 2016 година, од кога всушност постои тој приречник што претходно ви го споменав, така што тогаш важеа тие професионални компетенции, сега се надградени со новиот правилник, но како и да е, и тогаш ние си искрено сметавме, па добро, ние ги знаеме таман работа, како ќе го предавам предметот, ако не го знам, немам знаење за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем. А особено кога се работи за подподрачјето, знаење за воспитно-образовниот систем, каде што велам окей, па како го положи приправничката, бидејќи внимавајте, личниот план за професионален развој не важи за приправниците, овој важи само за наставниците кои што го имаат положено приправничкиот и веќе се редовни наставници, така што ова важи за нив, за самите приправници важат некои други планирања. Така што навистина овдека, еве сега ќе ги прочитаме дел од компетенциите што се во ова подподрачје, вели го познава образовниот систем, особено подсистемот на образование во кој работи, вклучувајќи и законската регулатива. Ги познава програмските документи за подсистемот на образование во кој работи. И тоа е знаење, оно што ви го реков, нивото професионални знаења и разбирање. Во професионални способности и вештини овдека веќе е примената, се раководи според општите принципи на системот на воспитание и образование. И сега, речеме па тоа, овдека најверојатно ако е рамката од 1 до 4 или она што ние освојуваме, односно оценувањето што ние го имаме во нашиот систем на вреднување од 1 до 5, најверојатно би се оцениле со највисока оценка. И во ред, ја ставиме највисоката оценка овдека. И сега ќе ги тераме останатите подрачје, подподрачје и така накаму и стигнуваме до наредното подрачје што се однесува на поучување и учење.
И тука имаме подподрачје оценување на учениците. Во професионални знаења и разбирања, вели, ги знае пропишаните стандарди за постигање и за формативно и сумативно оценување, а во она што е примената, односно професионални способности и вештини, вели, постигањето на воспитно-образовните цели за учениците ги мери преку формативно и сумативно оценување. Диагностичкото и формативното оценување го прави навремено и соодветно ги почитува стандардите за оценување на ниво на држава. Значи, што треба се тука да биде вклучено? Тука се треба да биде вклучено. Прво, националните стандарди за постигнување на учениците на крајот од основното образование, потоа националните стандарди за оценување на ниво на програмата за која што оценува наставната програма и секако критериумите за оценување на постигнувањето на учениците, кои што изработен врз основа на Блумовата таксономија. Па потоа, меѓу другото, во тоа, особено во дененска настава, да вклучи и пишување на описна оценка. Самото следење на формативното и сумативното оценување, пишувањето на описната оценка, следење на националните стандарди, повлекува еден куп документи кои што наставникот треба да ги знае. Сега, прашањето дали ги знае и дали ги има прочитано. Доколку наставникот ги знае, ги има прочитано, а од некои причини не ги реализира онака како што се наведени, во тој случај најверојатно наставникот е во А, односно тука може да се даде највисока оценка, но во Б треба да се даде пониска оценка, со оглед на тоа дека тука вели поред јас имам тука потенцијал за надградба. Но доколку воопшто има проблеми и во А, затоа што не е сигурен дека ги знае сите документи кои што му се законски пропишани и кои што му даваат објаснување како да ја формира оценката, без разлика дали е формативна, сумативна, и како да, односно како да го прави следење, формативното следење и како да ја формулира сумативната оценка. Во тој случај да се вратиме на претходното ниво, каде што се оценивме со највисока оценка. Тоа значи дека уште во самото прво подрачје наставникот треба да се врати и да се ги намали оценките, бидејќи и во ова подрачје наставникот има можности за подобрување. Па како што можете да забележите, сите подрачја што веќе се дадени од дека, сите се некако поврзани едно со друго. Значи, вие генерално ќе го поминете еднашка процесот, односно ќе си се само оцените во рамките на сите професионални компетенции што се понудени во прирачникот, односно во правилникот во овој случај, ќе се ги поминете и ќе се оцените. Но тоа не значи дека тие така треба да останат до крајот на самото пополнување. Зошто? Затоа што тоа повлекува многу прашања, затоа што тоа, ако ова не се знае, тоа најверојатно ме враќа назад на нешто друго, кое што јас треба да го проверам дали реално земено е реализирано или не е реализирано. Па тука можеме да заклучиме дека всушност само еволуцијата или само проценката, како сакате наречете го, представува процес кој покрај искреност вклучува и аналитичност и познавање на законската регулатива. Самите овие документи што јас вечерва тука ви ги споделив со вас, всушност е исто така еден вид, затоа што последното подрачје е професионален развој. Значи, ако вие конкретно не знаете како да го работите или не сте сигурни во тоа како треба да го изработите вашиот личен план за професионален развој и доколку документацијата која што ви стои на располагање не е доволна, тоа значи дека вие сте најверојатно во првото ниво, односно каде што само ги имате на некој начин знаењата, но не го применувате затоа што најверојатно не знаете или не умеете како. Ама, секако дека постојат начини како тоа да се постигне, но идејата во овој момент е само еволуцијата, да утврдиме што е она како компетенција што ние треба да го доразвиеме. И сега, многу често никој ќе рече, па добро, ова е стварно, мислам, до сега колку документи се кажа, па колку се сподели, па колку се тоа материјали за читање. Значи, навистина има многу, и ова е само еден сегмент на работата на наставник. И затоа ќе рече, па не мораме ние во се да бидеме успешни од старт. И затоа бираме само 3 компетенции во една учебна година. А секако, се оно што е потребно, ние како наставници го знаеме, тоа е дел од доживотното учење. Значи, оно што на почетокот го споменав со докторот. Докторот, без разлика дали е 2 години пред пензија, треба да учи и треба реално земено да прави хируршки зафати и операции. Докторот кој што без разлика во кој дел од својата кариера се наоѓа,
треба да учи нови неинвазивни методи. Зошто? Затоа што професионалниот развој е доживотен, односно тој е дел од доживотното учење. Многу често јас знам многу од колегите наставници кои што ќе отидат и во пензија, па дури и потоа работат како консултанти или работат на различни сегменти во рамките на образованието. Зошто? Затоа што едноставно сакаат да се дообразуваат, сакаат да учат и сакаат да го споделат оно што го научиле. Па да се вратиме назад. Значи, зборевме досега како ќе ги дефинираме компетенциите. Односно сме направиле евалуацијата и сега треба да видиме кои се трите најслаби компетенции што ние сме ги евалуирале сами за себе. Тие три најслаби ги ставаме во листата на компетенции. Тие што се запишуваат на таа листа. Односно, што сакаме да постигнеме, доколку сме прво, кој е подрачјето, кој е подподрачјето, потоа дали тоа подрачје или подподрачје се однесува на А или на Б, односно на стекнување на знаење или се работи за примена на знаење. Сето тоа е многу различно, затоа што повлекува понатаму и различни планирања, односно и пополнување на самата табела. Наредното нешто што треба да го пополниме во оваа табела се активностите. Активностите всушност ни велат што? Вели, во графата активности се опишуваат видовите на активности кои ќе ги преземе наставникот, односно стручниот соработник за стекнување, подобрување на наведените компетенции. Значи, всушност, овдека што ставаме? Овдека ставаме на кој начин ние ќе ги подобриме компетенциите што сме ги навеле во првата колона, во компетенции. Во активности ќе наведеме на кој начин тоа ќе го направиме. Овој цитат произлегува повторно од правилникот за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта. Значи, буквално таму во тој правилник се опишани сите чекори кои како да се пополни ова планирање. Затоа и на почетокот ви кажав, јас нема да ви кажам ништо што сама го измислив, буквално користам цитати, односно ги користам оние документи кои што се на располагање на сите. Во случајов кога зборуваме за активности, јас сега од анкетата што беше спроведена од страна на Зон учител, повеќето од наставниците кога беа прашани таму, имаше едно прашање на кој начин сакате да ги подобрите вашите компетенции, бидејќи имаше наведено кои компетенции сака да ги подобрат, повеќето имаа наведено обуки, вебинари и така натаму, но генерално тоа беше обуки и вебинари. Јас претходно го кажав, сега ќе го повторам, е тоа дека дефинитивно нито една држава, не нашава, нито една држава не може да ги испрати сите наставници на обуки. Што значи дека стручното усовршување не подразбира само обуки и вебинари. Стручното усовршување има повеќе форми на усовршување. Имаме стандардни форми, имаме колаборативни форми, имаме индивидуални форми, кои што сите се имаат силосат се. Во стандардните форми влегуваат обуките, влегуваат вебинарите, влегуваат, не знам, посетите на различни симпозиуми, конференции и така натаму. Во колаборативните форми се она дисеминација во рамки на вашите стручни активи, да речеме. Колаборативни форми е доколку со некој колега или колешка работите на некоја студија на случај. Таа може да биде и во индивидуални форми, доколку сами работите. А потоа ја споделите со останатите, пак ја преде во колаборативни. Така што постојат различни форми. Затоа и на почетокот спомнав дека е многу важно хоризонталното учење. Во секој училиште хоризонталното учење е вклучено во годишниот план за работа на училиштето. И секако, тоа е она доколку се надевам дека во вашите училишта се држат и отворени часови. Например, отишол некој наставник на некаква обука и потоа го применува во наставата. Ама не само што го применува во наставата,
го држи отворен часот, каде што ќе можете другите колеги да дојдат и да видат како тој наставник работи, а не да му сподели само да му го сподели сценариото или не знам што, или само да му раскаже како се помина. Значи може и да се држат и работилници. Тимот за професионален развој, доколку во рамките на вашето училиште ве држи обука како да го креирате вашиот личен план за професионален развој. И тоа е еден вид на колаборативна форма, односно и вид на стандардна форма, затоа што тоа е тело формирано во рамки на училиштето. Така што постојат различни начини на кои што вие можете да дојдете до стручно усовршување. На крајот на денот, ако вие треба да се усовршите во однос на законските регулативи, нема потреба некој да држи обука или да следите некаков вебинар во однос на кои се законските регулативи, едноставно седнувате и го читате закон. Што значи дека дури и пребарување на интернет, читање на стручна литература, влегува во стручно усовршување. Тоа е дел од индивидуалните форми. Што значи дека вие на различни начини можете да ги стекнете, да го стекнете стручното усовршување, односно да воведете во оној дел што зборуваме, нели, активности, да наведете на кој начин ќе го стекнете тоа. Ние имаме листа, нели, понудена листа на обуки кои што се организираат од Бирото за развојот, но не секогаш сме испратени на тие обуки. Што значи дека можеби па и тие обуки не го нудат она што нас не е потребно за компетенциите да ги развиеме. Тоа не треба да не спречи ние да ги развиваме нашите компетенции. Да, можеме секогаш да надградиме некоја што не е во првите 3, но тоа не значи дека јас треба да се откажам од мојот план за професионален развој. Еве, значи, го спомнавме како се пополнува или колоната со компетенции, како се пополнува колоната со активности, остануваат колоните со ресурси, време на реализација, очекувани резултати и забелешки. Сите овие се опфатени во правилникот за формите и содржините на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, и не сметам дека овдека сигурно сум дека немате тука некаков предизвик, но еве накусо, еве ресурси, какви ресурси ќе користиме, време на реализација секогаш се става ориентационо, што очекуваме како резултат. Значи, внимавајте, тука не очекуваме како резултати дека ние ќе добиеме сертификат, очекуваме со резултат дека ќе подобриме некаква компетенција. Повторно е да видиме едно време за интервенција. Сте предале одредена содржина и те ги спрашале учениците. Очекувате, нели, дека тоа што вие сте им го предале, тие го научиле. Но не е доволно само да кажат ние научивме. Потребно е да го провериме наученото, односно тие да направат примена на наученото. Што значи дека сме направиле некаков вид на оценување. Па, еве, тука имаме 15 ученици кои што се задоволни од својата оценка. Имаме 8 ученици кои што не се задоволни од оценката, но знаат каде сгрешиле и велат во ред, ќе доучам. Но имаме и ученици, кои се 9, кои што не се задоволни од оценката. Тие едноставно велат, ама ја учев. Сигурно сте имали искуство каде што ви дошол родител и ви реагирал на оценката, каде што ви велел, ама знаете, ние цела вечер учиме. Ние стварно, или сте требало нешто да се изработи, ама ние навистина се потрудивме. Или особено па најстрашно е оно што мене, например, ми се има случајно каде што родителот ми доаѓа и ми вели, а знаете ли јас колку време потрошив да го изработам овој проект? И јас на родителот му реков, тука ви е грешката. Не требаше вие, вас ќе ви ставам петка, на вашето дете не можам да вас ставам петка. Така што, затоа што не е била ваша задача да го направите, било задача на ученикот да го направи. Или пак, кога не ги исполниле критериумите на работењето. Имав таква ситуација каде што сум дала конкретни нештото да биде изработено и ученикот едноставно не го испочитувал тоа и наместо да го донесе онака како што било побарано, тој го носи на обичен А4 лист, онака само напишано на брзинка. Доаѓа родителот и вели, ама знаете што, тој се потрудил и тој вие све што направил во содржина, вие предавате англиски, све што напишал во содржината, тоа е точно. И јас и мојот одговор кон таа родителка беше во ред, вашиот
шеф, кога ќе ви побара извештај, некако напишете го извештајот на тоалетна хартија, па видете дали ќе ви го прими. Тоа беше мојот одговор кон родителката. Искрено, вака сега на вебинар, може би не е најсоодветно, но јас во тој момент така се почувствував. Зошто? Затоа што едноставно некој не ги испочитува она што сите останати го испочитувале, затоа што секоја насока била дадена со некаква цел. Дали тоа била воспитна цел, дали тоа била наставна цел, била со одредена цел поставена. Но, повторно ќе кажам, за да биде ученикот задоволен од оценката, тој и треба да знае да го каже она што го научил, односно да направи примена на наученото. Па ако ова важи за учениците, зошто не би важело и за нас наставниците? Примена на знаењата. Да се потсетиме на претходниот слайд. Прво беше дека го пополнивме планот, кој што беше на почетокот, значи на почетокот на учебната година сме испланирале кои компетенции сакаме да ги подобриме, преку кои активности и така натаму. И сега да видиме во текот на учебната година како тоа го реализираме. Реализацијата не подразбира само одење на обуки и земање на сертификати. Тоа има во документ. Нормално, треба да се напишат компетенциите, кои што претходно сме ги напишале, треба да напишеме време на реализација. Но внимавајте, примена од наученото. Значи, овдека мене не ми бара докази. Доказите од различните обуки, семинари, вебинари, што и да не ги внесувате во личниот план за професионален развој. Тие идат во професионалното портфолио. Тие таму одат. Внимавајте, и тие се она што на почетокот ви кажав дека треба да го исполните 60 часа обука во рамки на 3 години. Тоа оди таму. Тоа не иде тука. Тука иде примена од наученото. Што ние сме примениле од сето тоа? Тоа иде во нашиот личен план за професионален развој. Портфолиото е нешто што е само збирка на сертификати, документи и што е она што може да, нели, да па ни бара некаков доказ во тој дел, дека ете сме посетиле некаква обука. Ама што од обуката, ако сме ја посетиле, ако ние истото не сме го примениле? Па примена од наученото. На кој начин сме го примениле? Сме одржале наставен час, отворен наставен час, дали можеби сме го дисеминирале во рамки на стручен актив, можеби сме го дисеминирале во рамки на некаков тим во училиштето, можеби сме го дисеминирале можеби во рамки на целото училиште, на наставничкиот совет. Значи, се едно, како јас го применив наученото, секако во рамки, во зависност од содржината за која што зборувам. Можеби примената сум ја направила со не знам, во наставна активност, зависи и тоа, може да биде и во наставна активност, може сум го применила на часот на ученичката заедница, може да биде на некој стручен час, или на, не знам, македонска математика и така натаму. Но како сум ја направила? Погледнете наредната колона, односно ред, влијание кај учениците. Се сеќавате на почетокот што ви кажа, зошто е битен професионалниот развој на наставниците? Од едноставна причина, заради тоа што прво заради себе, а потоа за учениците. Значи, ако тоа што јас сум била обуката и не го примена, и истото не е применливо можеби во мојата средина, и не влијае на учениците, тоа е знак за мене дека јас најверојатно тоа не треба да го повторам. Но јас морам да се обидам да го направам најдобро што можам, па можеби не само еднашка, можеби и повеќе пати, за да утврдам дали е тоа добро или не е добро. Дали е до мене, затоа што јас не можам добро да го изреализирам, па треба да можеби да ја повторам обуката или да се дообучувам со тоа што ќе прочитам дополнителни информации, документи, можеби ќе прогуглам малце повеќе за таа проблематика, или пак заради тоа што едноставно условите во училиштето во тој момент не го дозволуваат. Значи, заради тоа е онаа рефлексија на крајот на одржаниот час, односно, како го нарекувате сега, сценарија. Рефлексијата е многу важна, не за останатите. Рефлексијата е важна за вас, особено кога правите примена на новостекнати знаења,
односно знања кои што сте ги стекнале на некакви обуки кои што се дел од вашиот личен план за професионален развој. И секако дека тука доказите се, но ја вака ќе кажам, ова за мене најлесниот дел. Зошто? Затоа што од она што досега можам да го забележам, ние сме махери за обезбедување на докази, значи дури можеме да ги направиме и она кога нештото не е реализирано, така што мислам дека на овој дел не треба многу да се задржувам. Причини за нереализација. И се причини за реализација може да бидат и објективни, може да бидат и необјективни, зашто едноставно наставникот може би цела година бил на боледување, едноставно не можел да направи примена, значи може да посетувал обуки, ама нема примена од обуките, така што реално земено тој не го реализирал професионалниот развој. Така што тоа може да биде објективна причина. Не може да биде објективна причина заради тоа што училиштето не му понудило. Тоа не е објективна причина. Зошто? Затоа што ако се сегавате на самиот почеток кажав, приоритетите на училиштето, приоритетите на националните приоритети се градат врз основа на генералните планови за професионален развој, односно на ниво на училиште и на ниво на држава. Така што тоа не е причина за нереализација. Секој пат наставникот треба да се изнајде начин како ќе го изреализира, нели преку сите оние активности што претходно ги споменав. Предлог за активности за следната учебна година, тоа нормално ќе предизлезе од претходните, зошто? Затоа што јас можам, нели ви реков, ако претходно се утврдило дека можеби еднаш сум го држала часот, не е дала примената, нели во мојата на крај рефлексија сум напишала дека можеби ми потребно нешто заради тоа што гледам дека е до мене ресурси имам, така што можеби ми треба нели да го продолжам тоа и затоа ќе пишам дека како предлог ќе направам продолжение на истата компетенција, но и не мора, можам да кажам дека успешно сум ја завршила дека наредна година сакам да додам на нешто ново. Последниот нели документ, овој нема многу да го објаснувам, заради тоа што ова го пополнува тимот за професионален развој, каде што всушност он ги само едноставно рефлектира она што е напишано во претходниот реализацијата, каде што е нели целосно реализиран, делумно реализиран или нереализиран, и како што е нов циклус на професионален развој, евентуално да се наведат причините за нереализирање и доколку нели не е реализиран, тогаш во тој случај директорот е должен да направи поддржан професионален развој со тоа што новој наставник ќе му биде доделен наставник кој што ќе или стручен соработник кој што ќе го поддржува во процесот на нели стекнување на тие професионални компетенции. И нормално, ако цело време зборувам за примена на стекнатите компетенции, нормално е дека очекувам дека на крајот, нели, при крајот, се уште не сме на крај, нели, при крајот на ова излагање, веќе речам, ќе ви дадам домашна задача, односно да го примените оно што можеби денеска еве сте го слушнале, нема да кажам научиле, кога ќе кажам сте го слушнале, затоа што и дополнително ќе треба секако да го доработите, односно да изготвите ефективен личен план за професионален развој по ваша мерка. За да го направите тоа, нормално, морате да ги проучите сите споделени документи на овој вебинар. Тука што беше Законот за наставници и стручни соработници, Правилник за форма и содржина на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачје, Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта. Значи, ова е само за изготвување на личниот план за професионалниот развој. Сигурна сум дека за останатите делови, кога ќе навлезете во самиот документ, ќе имате потреба да консултирате. Видете, законите не се учат напамет, никој не треба ни напамет да ги знае, но секогаш треба да бидат до вас и да знаете да се подсетувате и да се сноѓате во нив. Така што секако дека ќе морате да ги прочитате сите овие документи. Направете квалитетна самоевалуација, но не само тоа, туку направете и анализа на вашата работа. Видете, проценете на вистина каде ви се потребни
ви е потребно да ги подобрите вашите професионални компетенции. Лично, навистина можам да ви препорачам и сметам, навистина се водам со тоа, дека секој пат кога ќе се детектирам дека во нешто можам да се подобрам, секој пат тоа си го ставам нели на почеток и тоа во тоа инвестирам и време и труд. Не можете наеднаш на 10 полиња да работите, едноставно морате да се фокусирате. Бирате најмногу 3. Секако, колегите се тука. Значи, секој пат консултирајте се со колегите од стручниот актив. На крајот на денот, побарајте конструктивна критика. Ако ние ги учиме учениците како меѓусебно да бидат, нели, само почит, развиваме кањев, развиваме разбирање и така натаму, зошто тогаш ние меѓу себе да не си даваме конструктивни критики. Значи, ако сме колеги, ќе те повикам на час, ќе дојдеш, следи го часот, кажи ми каде можам да се подобрам, не мора да биде тоа час каде што јас, нели, сум применила ново стекнати знања, не мора, може и предходно, може би некаде грешам, а не сум ни свесна дека грешам. Едноставно јас ќе влезам во училницата, си ја требам и тоа е тоа. Така што консултирате се со колегите од стручниот актив. Секој пат можете да побарате поддршка од тимот за професионалниот развој кој што е во рамки на вашето училиште. Се надевам дека имате вакви тимови за професионален развој. Така што навистина можете имате многу задача за да ја завршите оваа домашна задача и се надевам дека тука нема уште една интервенција, а баш добро би дошло дека нема да бидете како оние ученици кои што викаат, ама знаете како, вчера бев на слава или па заборавив или мама и тато ме однесоа некаде на роден ден и затоа не ја напишав мојата домашна задача. Бидете дел од оние кои што ја напишале својата домашна задача онака како што било потребно. И сега, како и секој пат, јас бидејќи, како што веќе Марија на почетокот ме најави, јас веќе 4 години сум во Смартап, лабораторија за социјални иновации. Оваа организација го едноставно ги поддржува наставниците, а особено јас заради тоа што 21 година бев наставник ми е особено значајно за се ова. И заради тоа, она што како поддршка од Смартап го има во однос на професионалниот развој е нешто што веќе цела година е достапно, а тоа е новиот портал за професионален развој, кој што можете да го посетите. За да го посетите, треба да се регистрирате секако. Тоа се наоѓа на www.edulab.mk. Регистрирајте се, веќе можете да следите еден дигитален курс бесплатен на македонски и на албански, можете да ги следите и тој што можете да го следите е за сајбер безбедност. Верувам дека тој дигитален курс ќе ви даде многу информација, особено заради тоа што тој е важен за поставки на социјалните мрежи, како да се го поставиме, како се заштитиме на Facebook и на сите останати социјални мрежи, буквално чекор по чекор. Јас дури го препорачувам да им го препорачате и на вашите родители, односно родителите на вашите ученици, така што да можете едноставно да научат нешто ново. Она што е во најава, што можам да ви го најавам сега, е тоа дека од јануар-февруар ќе бидат достапни 3 дигитални курсеви на македонски и албански јазик повторно, кои што ќе се однесуваат 2 дигитални курсеви за употреба на ИКТ алатките, едниот на основно ниво, другиот на напредно ниво, и еден дигитален курс кој што ќе се однесува ќе работи на темата превенција и заштита од насилство во училиштата. Со тоа што тие курсеви, 2 курса од нив се веќе достапни за, бидејќи се работат во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина, тие во моментот се достапни само за проектни училишта. Јас видов дека некои наставници од проектни училишта, така што доколку не сте поставени на тие курсеви, побарајте кој ви е координатор во училиштето и побарајте пристап, а за останатите истите курсеви ќе бидат отворени, очекуваме некаде јануар-февруар, односно до исполнување на целите на проектот. Оно што можам да ви го најавам и секако може директно да го примените доколку ви е тоа нели таргет и компетенција која што сакате да ја развиете, значи на 11 и 18 декември ќе се одржат вебинари, значи првиот е на 11 декември, а вториот е на 18 декември и вебинарите ќе офатат теми, тие се насочени само за основните училишта и ќе бидат отворени нормално за сите, така што ве повикуваме вие да се вклучите, да се регистрирате, ќе бидат на тема за учество на учениците во училиштето и за всушност за насилството, односно како да го намалиме насилството во училиштето.
И она што искрено ми е многу често, онака, и многу ми е кејф да го најавам нови вебинари, иако официјално започнува од 1 декември. Значи, ако денеска зборувавме како да креираме личен план за професионален развој, и затоа еве и толку многу имаме истражувано на темата и претходни како наставника, еве и сега како програмски менаџер за образование во рамки на Смартап, планираме дигитализација на личен план за професионален развој, што значи дека за една година да бидеме здрави и живи, нашиот план е на секој наставник во државава да му биде достапно дигитално креирање на личен план за професионален развој. Вие само ќе имате потреба да се самоевалуирате и веднаш ќе ви биде креиран личен план за професионален развој, кој што можете да го предадете во рамките на вашето училиште. Така што, ете така, ова официјално го најавувам, тоа е сега во фаза на подготовка, значи, така што еве едно олеснување, бидејќи јас сум секој пат тоа да им се олесни на наставниците. И секако, за да дојдете до овие информации редовно, она што ја ви препорачувам е да не следите редовно на нашата Facebook страна, следете не и таму ќе ги добиете сите оние информации кои што ви се потребни во однос на тоа што работи Смартап, а Смартап секогаш ги поддржува наставниците, особено во рамки на професионален развој. И ја мислам дека е време за прашање. Ти благодариме, Милена, за прекрасното излагање. Твоите интервенции се нешто што мене ми оставија многу голем впечаток и што навистина секој од нас треба малку да подлабоко да ги проанализира. Ни дадовте и многу конкретни податоци. Сите линкови што ги спомена нашата гостинка се во четот, можете да ги копирате и да ги превземете сите документи. Исто така, особено ме радува и последната информација што ја добивме. Еве веќе и во четот пишува дека таков дигитален план ни треба. Овде гледам, значи сите прашања можете да ги напишете во четот. Гледам веќе една констатација, не ми личи на прашање, тука е констатација што би можеле да ја продискутираме. Од Весна Јованова, во нашето училиште најчесто компетенциите ги бираме на ниво на стручен актив. Вашето мислење, Милена? Па јас еве вака ќе ве прашам, ако стручниот актив смета, например, еве вака, пошто јас секогаш сакам да ги ставам работите некако во реални ситуации. Замислете, јас имам ученик со посебни образовни потреби, а вие немате. Да, не значи дека во иднина нема да имате, ама сега во моментов немате. Оваа учебна година немате. Што значи дека најверојатно не ви е во приоритет да работите на инклузија во оваа учебна година. Или нешто што реално земено вакво стручен актив на ниво на иста генерација, исто оделение. А како може да биде исто оделение? Значи, вашето прво оделение, например, или второ, така. Оделение. Во рета, да, арно, ама професионалниот развој е личен и тој се однесува за наставникот, не се однесува за учениците. Значи, сите сме ние различни. Како велиме, ние не мораме да изработуваме ИОП за секој ученик, ама сигурно сум дека многу често имате диференциран пристап како им пристапувате на учениците. Ние секој пат имаме ученици кои што не можеме да ги дефинираме како деца со посебни образовни потреби, ама имаме диференциран пристап. Што значи дека ако ние за учениците имаме диференциран пристап, зашто не би имале диференциран пристап и за нас? Значи, ако јас имам потреба од одредена обука, не може тоа, не може, но не мора да биде приоритет на останатите наставници мојот стручен актив, бидејќи тоа не се врзува со учениците, не се обврзува не секој пат и не задолжително се врзува со учениците, не задолжително се врзува со предметите, се врзува задолжително со моите потреби. Може би јас тоа го знам, колешката е нова, не го знае. Може би јас сум ја следила таа обука, таа не ја следила обуката, има потреба да ја следи. Различни сме сите. Се надевам дека одговорив на прашањето. Дали имаме други прашања? Слободно можете да ги поставите сите ваши прашања во чет. Доколку нема прашања, еве, Милена биди се уште со нас, јас би споделила една друга информација.
Во контекст на професионалниот развој, сакам да најавам и да ве поканам да се вклучите во нашиот најнов проект за одреленски наставници, членови на ЗОН, се вика Перото на македонските автори за деца во мојата училница, кој што ќе трае од 18 ноември до 15 декември. Сите што се заинтересирани можат да ја заследат Facebook страницата, што сега ќе го споделам линкот во чет и таму ќе ги добиете сите потребни информации. Овде со вклучувањето во ваков проект имаме, Милена, применети активности, така? Така е. Еве, имам уште едно прашање. А дали може да најдете начин описните свидетелства да не ги препишуваме во главна книга во 21 век, кога се е дигитално, ние губиме непотребно време во пишување, наместо темелно да се насочуваме кон вакви важни работи. Ова верувам дека се однесува на предлог идеја за стартап, така? Значи, јас целосно ги разбирам колегите. Препишувањето имаше едно време, нели, она, као да бидат искуцени па да се лепат во матичните книги, мислам, тоа беше уште на самиот почеток кога ги воведе описните оценки, па после тоа рекоа не сме така, мора рачно да се пишуваат, јас целосно го разбирам тоа, но не значи дека можеби не би можели тоа да го обработуваме, но морам да кажам дека секој пат ние работиме на проекти за подобрување, така што еве, ова да речеме благодарам на идејата, би можеле нешто и вакво да разгледаме, па да видиме доколку обезбедиме соработка и со Министерството за образование и Бирото за развој и нешто вакво да направиме, зашто да не. Секогаш сме отворени за сугестии, јас тоа можам да го кажам дека Смартап ги црпи информациите и потребите од вас наставниците. Така што тоа што вие ќе го кажете како потреба, ние се обидуваме да го реализираме. Не можам да кажам дека се можеме да реализираме, апсолутно, но дека ќе се обидеме да направиме, па макар и, што викам ја, baby steps, нели? И со мали чекори да подобриме нешто. Секој пат тука сме особено пак ја во рамките на тимот кој што доаѓам од таа страна од каде што сте вие сега, така што потполно ги разбирам вашите потреби и вашите барања и секој пат се обидуваме и искрено да ви кажам дека оваа идеја за личен план за професионален развој буквално произлезе од така еден разговор со наставници каде што јас лично бев вклучена, така што од вас произлегуваат идеите и секој пат можете да ни давате дополнително. Еве имам уште една констатација. Од Душица Јакимовска, често професионалниот развој директно се поврзува со опипливи хартиени докази заради инспекторите и интегралните убави. Доколку самите лично се надоградуваме, често сме етикетирани како кариеристи кои земаат иста плата, а работат поинаку, за жал. Пак, како да ви... Ете како, вака, ќе дам како и секој пат пример. Во училиштето каде што работев ми вика, ајма доста измислуваш нешто, ќе не тераат и нас да го работиме тоа. Што беше еден коментар. Вториот коментар беше, ајма доста, па вика, само за ние мораме да работиме по закон. И тогаш и сега за мене тоа не беа прифатливи коментари. Јас искрено се чувствувам убаво во однос на мојот професионален развој. И посакувам секој наставник да се чувствува така како што сум се чувствувала јас и како што се уште се чувствувам, морам да бидам искрена. Сега мојот професионален развој можеби не е врзан со овие компетенции или што сега вас ви ги презентирам, но дефинитивно има одредени компетенции кои што јас треба да ги постигнам и на кои што не можам да кажам дека сум на највисоко ниво. Се чувствувам кога имам 23 години дека можам уште толку да терам. Така што не сте сами. Значи тука присутни се 337 наставници. Верувам дека сите овие што се тука присутни се исто така кариеристи во наводници и кои што се амбициозни и кои што сакаат да
научат и да ги стекнат и да ги подобрат своите компетенции. Не сакам да верувам, а знам и дека е така, дека сите наставници размислуваат исто. И самите вие, кога одите по тие семинари и обуки, стекнувате друго чувство и самите велите убаво да се запознае човек кој што ги споделува моето мислење. Зон учител е едно супер здружение каде што можете буквално да се заедно, нели, да си ги споделите болките, да речам, и да не се чувствувате осамени. Така што јас искрено, тоа е моето нешто, али не се откажувајте, заради тоа што тоа го правите за вас, не го правите за другите и го правите за вашите ученици. А искрено за мене тоа беше најголемата награда. Нито еден сертификат, нито еден инспектор, нито еден директор не може толку многу да ме пофали како што може да ме пофали еден ученик. Тоа за мене беше најголемата награда. Јас и преска кога ви го кажував, мене ми задатка гласот и ми се појавија, не можевте тоа да го забележите од начарите, а мене ми се појавија солзи во очите. Така што тоа беше мојата награда и се уште е мојата најголема награда. Така. Доколку нема други прашања, јас би се заблагодарила, Милена, ова беше навистина еден инспиративен, еден прекрасен вебинар, од кој што ги обновивме, некој може би за прв пат се сретна со овие информации. Уште еднаш едно големо благодарам од Зон учител до тебе лично и до SmartUp. И се надевам дека нашата соработа ќе продолжи и дека може би ќе се видиме на друг вебинар. За сите учесници, уште еднаш да повторам, кој го нема пополнето формуларот за присуство, значи исклучиво врз основа на податоците во формуларот се изготвуваат сертификати. Ова што го пишувате во чет, навистина не можеме да го следиме, се базираме само на податоците од формуларот. И тоа би било се за вечерва. Ви благодариме за сите за вашето присуство и се гледаме на некој друг вебинар.